Носителот на листата од изборната единица број 3 Никола Тодоров денеска беше во посета на општина Виница. Тој најправен ја посети фабриката за производство на пластични производи од полиетилен Рото М во Виница, а потоа и најголемата фабрика Винчини. Компанија која што извезува во 45 земји во светот. Тоа е вака одличен пример дека може да се успее во Македонија и дека во Македонија има успешни луѓе, успешни бизниси кои што достојно ја представуваат Македонија на светските пазари. Вработува голем број на вработени, 450 вработени, има скоро целосно заокружен процес на производство и тоа е вака само еден добар пример како треба да се гради бизнисот и како треба да се развива бизнисот. Исто така сакам да напоменам дека како влада сме ние постојано фокусирани на помош на бизнисот, помош на странски и домашни инвестиции заради отварање на нови работни места. Невработеноста во Македонија е еден од клучните проблеми на кои што ние гледаме директно во очи. Се обидуваме секојдневно да се бориме за нови инвестиции, за отварање на нови работни места. Во нашата програма имаме предвидено отварање на нови 64.000 работни места и на отварање на најмалку 30 нови фабрики во Македонија. И мислам дека тоа е единствениот начин за борба против невработеноста и тоа е веројатно и најдобрата социјална политика. Најдобра социјална политика е политиката на отварање на нови работни места, а особено кога тие работни места се во производни капацитети и особено кога тие производни капацитети се извозно ориентирани како што е оваа успешна компанија. Освен овие две фабрики во Виница, тој одржа и мини митинзи во виничките села, каде што се сретна со жителите од виничкиот регион и разговараше за проблемите со кои се соочуваат секојдневно. Тодоров ја презентираше новата програма каде што најави нови инвестиции во Виница и регионот, со што целта е да се намали невработеноста во источниот дел од земјава.